Почитувани граѓани на Тетово, почитувани представници на медиумите, денеска продолжуваме со серијата на посети во кои се офатени сите сектори за внатрешни работи, односно сите градови во државата. Во рамките на проектот на Министерството за внатрешни работи отворен кабинет кој што е дел од веќе утврдениот концепт за работа на Министерството за внатрешни работи под мотото МВР за граѓаните. Преку овој проект сакам лично, непосредно, да се сретнам со граѓаните, да разговарам, да ги слушнам сите нивни потреби, предизвици со кои што тие се соочуваат, исто така да слушнеме идеи и предлози за општо добро, за подобрување на безбедноста во заедницата во која што живеат. И мислам дека најголемата вредност на едно демократско општество е токму тоа да имате силни демократски институции. А силни демократски институции имате во моментот кога ќе можете да го чуете мислењето на граѓаните. Да овозможите што е можно поголем пристап на поголем број на граѓани да дојдат и да разговараме отворено, заради тоа што на тој начин се создава едно силно партнерство помеѓу полицијата и помеѓу граѓаните и ќе донесе секако за еден поголем спокој на секој поединец, бидејќи ние како институција, а и сите институции во државата се пред се за граѓаните и за државата. Исто така имавме средба со раководството на секторот за внатрешни работи во Тетово, на кој што разговаравме за активностите, досегашните резултати во првите 6 месеци од годината, ги анализиравме состојбите, направивме сублимат и секако разговараме за тоа што не очекува во наредниот период. Бев запознаен со безбедносната состојба на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Тетово, со состојбите со криминалитетот, активностите кои ги превземаме во рамките на намалување на стапката на криминалитетот во приоритетните области, одржувањето на јавниот ред и мир, безбедност во патниот сообраќај, превенцијата во сите сегменти, се со една цел да ја подигнеме безбедноста и сигурноста на граѓаните. Според презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Тетово е поволна, на задоволително ниво и без индиции дека може да биде нарушена, што е особено важно за граѓаните, за економијата на овој дел од државата, меѓутоа е важна и за генералната оценка за безбедноста на државата. Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Тетово, изминатите 6 месеци од 2023 година, ако го споредиме со истиот период во 2022 година, бележи намалување за 5%. Значи, вкупните кривични дела се намалени за 5%. Се вкупната откривачка дејност на ниво на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на 2023 година за овие 6 месеци е 78%. Сакам да направам споредба и ако се вратиме некаде 2015-16 година, сведочевме за дури едноцифрена бројка на откривачка дејност. Денеска тоа е 78% високи, кое што треба да биде мотивација за сите нас и тоа беше мојата порака до раководството на сектор за внатрешни работи во Тетово, дека сите овие резултати треба да ни бидат само дополнителна мотивација. Класичниот криминал, исто така имаме намалување на стапката за 5% во периодот 2023 споредбена со 2022. Во првите 6 месеци има зголемено и откривачка дејност за 48% споредбено со 2022 година во справување со неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.
Исто така, зголемување на откривачката дејност за 14% во делот на недозволената трговија со оружје и распрскувачки материјали. Се бележи позитивен тренд во областа на сообраќајот, значи имаме извршено изброј на контроли како во 2022 година. При тоа, бројот на прекршоци се намалува во споредба со 2022 година, што значи дека се подига јавната свест генерално за безбедноста во сообраќајот и немаме сообраќајни несреќи со последица смрт или со тешки телесни повреди. Од страна на СВР Тетово, во 2023 година за првите 6 месеци се спроведени 7 превентивно-едукативни проекти и 13 превентивни кампањи, како и над 20 на други тековни активности кои што се од превентивен карактер, чишто иницијатор и носител бил одсекот за превенција во соработка со локалната самоуправа и со некои проекти заедно во соработка со ОПСЕ. Со овие активности во најголем број беа фатени ученици од основно, средно образование, деца во предучилишната возраст и советодавните групи на граѓани во урбаните и руралните средини. Уверен сум дека колегите во сектор за внатрешни работи во Тетово и во наредниот период ќе продолжат со една зголемена динамика при реализација на овие превентивни активности, но и при преземањето на репресивните мерки, а средбите со граѓаните во рамките на овој проект Отворен кабинет се уште еден мотив повеќе за уште подобри резултати, заради тоа што ова мото МВР за граѓаните не обврзува и можам да кажам дека од досегашниве средби што ги остварив од утрово до денеска, некаде на половина, имавме околу 15 граѓани со кои што се сретнавме. Најголемиот дел од граѓаните дојдоа за општи проблеми. Проблеми во сообраќајот, паркирањето кое што го имаме, забележаа дека имаме навистина намалување на проблеми од јавниот ред и мир, се оцени дека е добра состојбата на меѓуетнички план и така натаму. Значи, сето тоа покажува дека граѓаните на општина Тетово имаат една висока јавна свест во делот на безбедноста и генерално придонесуваат заеднички или ја сметаат полицијата за партнер, со тоа што овие предлози произлегуваат од нив. Директно ги слушавме заедно со началникот, превземаме мерки и сакам и јавно да упатам благодарност до сите граѓани кои што дојдоа денеска и кои што ни дадоа сугестии, предлози, идеи. Ви благодарам на внимание.